Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Силно аерозагадување предизвикано од пожарите во Охридскиот регион. Управата за јавни приходи во контрола на туристичко-угостителски објекти во Охрид, Струга и Доиран. Изложба Ех моја Македонија посветена во сеќавање на Драган Спасевски Охридски. Принцот на Црнагора, Никола Петровиќ Његош, е добитник на Светската награда за хуманизам за 2024 година. Традиционална крводарителска акција Плавшник 2024. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во среда на Британските острови, Скандинавскиот и Апенинскиот полуостров, како и во областа на Алпите, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во Словенија, Хрватска и локално во Босна и Херцеговина ќе преовладува умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 35 степени. Во Македонија во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со благ пораст на максималните дневни температури. Ќе дува умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 11 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 26, односно до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во среда по свежото утро во текот на денот ќе преовладува сончево и топло време. Утринската температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 31 степен. Во четврток и петок во Охрид ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 16, односно 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Во сабота сончево и потопло време со дополнителен пораст на температурите. Утринската до 18 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Силно аерозагадување предизвикано од пожарите во Охридскиот регион. Деновиве мерните станици покажуваат забележително зголемено ниво на штетните PM10 честички во воздухот. Шумските пожари шират многу опасни материи штетни и по здравието на луѓето. Според еколозите, тие се голема природна катастрофа, а ќе има далекусежни штетни последици врз животната средина. Чадот од пожарите во Охридскиот регион силно се чувствува и во градот. Предизвикано е големо аерозагадување. Деновиве мерните станици покажуваат забележително зголемено ниво на штетните PM10 честички во воздухот. Чадот кој што се гледа и чувствува на километри далечина е исклучително штетен за белите дробови, особено за децата, повозрастните и оние со астма, бронхитис и хронични срцеви заболувања. Шумските пожари шират многу штетни емисии, јаглерод моноксид, азотни оксиди и многу опасни штетни материи по здравието на луѓето. Тие пожари предизвикува и енормно загадување на воздухот, како локално, така и во поширокиот регион на Охрид, бидејќи чадот од пожарите се поврзува со емисија на PM10, но и PM2,5 честици. Тие се најситните честици со димензија од 2,5 микрони, кои што брзо навлегуваат во човечкиот организам и предизвикуваат големи здравствени последици. Изгоре огромна маса на дабова и борова шума. Шумските пожари во Охридскиот регион според еколозите се голема природна катастрофа и ќе имаат далекосежни штетни последици врз животната средина. Индиректните штети се во смисла на нарушување на еколошките услови, доведуваат до појава на водена и ветрова ерозија на шумското тло, а тој недостаток на заштитната и покривната функција на шумската вегетација може да доведе до зголемен интензитет на појави на ерозија и создавање на поројни водотеци. Значи, штетата материјална е огромна. Состојбата со пожарите денес во Охридскиот регион е стабилна. Кај селата Вапила и Расино е ставена под контрола. Над Брижани се уште делуваат екипите од копно, а од воздух и денес се гаси пожарот на Илинска планина. Утрово е активен и пожарот на Галичица, од албанска страна на самата градница со земјава. Таму се делува и од копно и од воздух. Управата за јавни приходи во контрола на туристичко-гостителски објекти во Охрид, Струга и Доиран. Кај 49 даночни обврзници се утврдени неправилности согласно Законот за регистрирање на готовински плаќања. Даночните инспектори и контролори изминатиот викенд извршија контроли во туристичко-угостителските објекти во Охрид, Струга и Доиран во 108 објекти. Кај 49 даночни обврзници се утврдени неправилности кои се однесуваат на неиздавање фискални сметки за извршениот промет на добра, нерегистрирана резервна фискална апаратура, неводење книга за дневни финансиски извештаи, неводење ИТНА, сметководствена книга за извршениот промет на добра, односно услуга, непоставено соопштение на видно место со кое се информира купувачот на добро, односно корисникот на услуга за неговата обврска да бара фискална сметка, неодржување во исправна состојба на фискалните апарати.
Од УЈП информираат дека согласно Законот за регистрирање на готовинските наплаќања, изречени се глоби за даночните обврзници и одговорните лица на истите и дека согласно Законот, даночните обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кои плаќањето не се извршува по банкарски пат, односно плаќањата ги вршат во готово, должни се да воведат и користат одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и задолжително да издаваат фискална сметка за извршениот промет, односно услугата. Од УЈП апелираат граѓаните кои се соочуваат со неиздавање на фискална сметка или им се издава сметка која не ги содржи елементите на фискалната сметка, да пријавуваат на бесплатните телефонски линии на УЈП 198 или да поднесат представка писмено во канцелариите на УЈП или на мејл на info@ujp.gov.mk, како и преку апликацијата Мој ДДВ. Во Музејскиот културен центар Лапидариум во Охрид, утре, 7 август, со почеток во 20 часот, ќе биде отворена изложбата Ех, моја Македонија. Четворица сликари од Охрид и од странство ќе се представат со 40 дела, а изложбата ја посветуваат во сеќавање на познатиот доктор и уметник Драган Спасески Охридски. Изложба Ех, моја Македонија во сеќавање на Драган Спасески Охридски ќе биде отворена утре вечер во Музејскиот културен центар Лапидариум во Охрид. На изложбата со своји дела ќе се представат Мајкл Клос од Канада, Демир Демировски македонец од Германија, Наташа Поповска Карчи и Ѓоко Симјановски од Македонија. Четворицата уметници изложбата ја организираат во сеќавање на познатиот доктор и уметник Спасески Охридски, со кого ги поврзува почетокот на уметничките кариери уште од 1985 година. Тогаш сопругата на уметникот Мајкл Клос Менка во Домот на културата во Охрид организирала изложба за аматери сликари. На таа изложба Спасески Охридски, Демировски и Симјановски за прв пат се представиле пред охридската јавност со своји дела. Таа е врската меѓу Драган Спасески Охридски со Менка која беше пренесена и на незиниот сопруг подоцна Мајкл Клос. Демир Демировски другаруваше на големо, би рекол, со покојниот Драган Спасески Охридски, а Наташа Карче својата, би рекол, ликовна кариера ја започна во 2013 година и тоа под менторство, ако може така да се рече, токму на Драган Спасески. Тој, впрочем, беше и оној што ги отвори сите три нејзини изложби, кои што следува последователно. И конечно, јас и Драган Спасески навистина другарувавме многу во периодот од 30 и повеќе години. На изложбата со носталгичен наслов Ех, моја Македонија ќе бидат изложени 40 дела во различни техники: масло на платно, акрил, сув пастел, како и скулптури во прекрасниот простор на Лапидариумот, кој има голем потенцијал за вакви настани, вели Симјановски. Лапидариум е простор кој што нуди навистина прекрасни можности. Е наотворено, има неколку нивоа кај што може да се постават ликовни дела и останати дела, и многу е, би рекол, ретко користен за вакви намени. Ова е прилика и можност уште еднаш да го промовираме овој прекрасен простор кој што се наоѓа до куќата на Робевци. Охријани и гостите ќе можат да уживаат во изложбата пропратена со музика во изведба на виолинистот маестро Џеват Рамадановски. Отворањето на изложбата е во 20 часот. Принцот на Црнагора Никола Петровиќ Његош е добитник на Светската награда за хуманизам за 2024 година. Добитник на Светската награда за хуманизам за 2024 година е Никола Петровиќ Његош, принц на Црнагора, председател на фондацијата Његош. Седумчленото меѓународно жири, предводено од председателот амбасадорот Јордан Плевнеш, едногласно одлучи овој годишен лауреат да е председателот на фондацијата Његош, нагласувајќи го значајниот придонес на принцот на полето на пацифизмот и хуманизмот, како и важноста на биеналето на современата уметност во Цетиње, која го опишаа како дел од уметничкото и културното наследство не само на балканските и источноевропските народи, туку и на европските и светските цивилизации. Принцот Никола Петровиќ Његош е 18-ти добитник поред на ова исклучително признание на Охрид, градот на УНЕСКО. Свечената церемонија на доделувањето на наградата ќе се одржи на 9 август 2024 година на празникот Свети Климент во 12 часот во куќата на Уранија на Ману.
Традиционалната крводарителска акција Плаошник 2024 ќе се одржи во четврток и петок во спортската сала на Основното училиште Свети Климент Охридски, информираат од Црвен крст Охрид. Освежи си го денот, дарувај крв, спаси живот. Плаошник 2024 традиционална крводарителска акција која што во организација на Црвен крст Охрид секоја година се одржува за празникот Свети Климент и оваа година ќе се реализира во спортската сала на Основното училиште Свети Климент Охридски и тоа на 8 август четврток во периодот од 19 до 24 часот и на 9 август петок во периодот од 9 до 13 часот. Зголемената потреба од крв и крвни продукти во овој период од годината за пациентите кои се лекуваат во здравствените установи во Охрид нека биде мотив за сите хумани наши сограѓани и гости да ја искажат својата хуманост дарувајќи крв на оваа традиционална крводарителска акција, велат од Црвен крст Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Камала Харис и официјално стана председателски кандидат на Демократската партија, откако беше избрана по 5-дневното онлайн гласање и ќе се соочи со Трамп на изборите во ноември. Таа добила 99% од околу 4500 делегатски гласови. Низината номинација дополнително треба да биде официјално потврдена прво од раководните тела на партијата, а потоа во средината на август и на партиска конференција во Чикаго. Харис е родена во Калифорнија како дете на имигранти. Низината мајка потекнува од Индија, а татко и бил роден во Јамајка. Таа за себе вели дека од секогаш била комотна со својот идентитет и се опишува себе си како американка. Камала Харис е првата афроамериканка и првата јужноазиска американка, а доколку победи ќе биде и првата жена на функцијата председател во историјата на Соединетите Американски држави. 79 години од атомскиот напад врз Хирошима извршен на 6 август 1945 година од страна на Соединетите Американски држави, при што загинаа околу 140 луѓе до крајот на годината. Денес околу 50.000 луѓе со едноминутно молчење им оддадоа почит на жртвите. На церемонијата на одбележувањето присуствуваа представници од 109 нации од светот и Европската унија. Градоначалникот на Хирошима во својот говор упати апел за обединување на народите со цел да ги поттикнат светските лидери да се откажат од нуклеарни закани. Во мај минатата година лидерите на групата Г7 одржаа самит во Хирошима на кој објавија прв заеднички документ за нуклеарно разоружување наречен Хирошимска визија. 3 дена откако бомбата наречена Малото момче ја десеткуваше Хирошима, втората атомска бомба беше фрлена врз Нагасаки. 6 дена подоцна Јапонија им се предаде на сојузничките сили, оснажувајќи го крајот на Втората светска војна. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ги обвини социјалните мрежи за дигитален фашизам и цензура поради неотстранување на објави кои властите ги сметаат за навредливи и откако четврти ден поред платформата на Инстаграм во Турција била блокирана. Замрзнувањето на Инстаграм погодило многу бизниси кои се потпираат на оваа платформа, соопштил подпредседателот на Сдруженијето на оператори за е-трговија, кој проценил дека забраната ги чини 1,9 милиарди турски лири или речиси $57 милиони дневно во изгубени деловни можности. Околу 10% од онлайн продажбата на мало во Турција се врши преку социјалните медиуми, а околу 60-70% од 85 милиони луѓе во Турција имаат профил на Инстаграм каде што наоѓаат клиенти и работат, создаваат врски за извоз и плаќаат на доместок, изјавил професор по финансии. Во минатото турските власти беа тие кои привремено го блокираа пристапот до Facebook, X и Википедија. Ураганот Деби, пропратен со силни ветришта и бура на брегот на Флорида, донесол и 25 пакувања со кокаин вредни повеќе од $1 милион, соопштил шефот на американската гранична патрола. Во пакувањата имало 32 килограми кокаин, чија улична вредност достигнува над $1 милион. Човекот што ја пронашол дрогата веднаш ги контактирал властите. Инаку пред да стигне олујата на копното, гувернерот на Флорида прогласил вонредна состојба во 61 од вкупно 67 окрузи на Флорида. Ураганот Деби синоќа оставил околу 150.000 домаќинства и фирми без струја, загинале најмалку 5 лица. Се очекува во наредните денови ураганот да донесе големи поплави во делови од Џорџија и Северна и Јужна Каролина. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!